дали станува збор за реално подигнување на нов блок или е во прашање импровизација. Меѓутоа и самото идење во Иран после 60 години посетување за прв пат на еден руски председател или челник и оправдувањето на тестирањето на нуклеарната програма создава сосема нови импликации безбедносни за цела Евразија. Во тој нов меѓународен поредок, малите сили ќе почнуваат да се вклучуваат и да вршат поголемо влијание на меѓународната сила. Мислам дека ова е утописка концепција која што не знам дали може да се реализира. Таа е должност на научните кругови и на филозофите на меѓународната политика да ги истакнат како можност. Но дали би можела да се формира таква организација, не сум сигурен. Дали може да се реформира Советот за безбедност, ще помогне, сум сигурен. Зашто вие рекоте дека не може да се реформира, потешко да се реформира, па да се создаде нешто сосем од почеток, кој што им дал сила како сам повеќе мокна во малите држави. Тоа кружи како варијанта во некои кругови кои што ја промислуваат оваа тематика. Дека ако не се реформира, да се даде можност да се оформи нова организација, која што бидејќи се оформува, на почеток би имала свои договори за тоа како да се структурира. Но тоа е веќе одиме во тешка утопија. А постои како опција. Тоа сум го слушнал и го вградил во истражувањето од човек кој што е висок функционер во УНЕСКО. Тој вели овака: како очекувате вие, да речеме Франција, да се откаже правото на вето, сама да работи против своите национални интереси, или било која друга постојана, Русија, Британија. Никогаш нема да се откаже од това право. Еве, например, ако се создаде нов паралелен систем, со кој што се даде повеќе мокна малите држави, со тек на време, кога ќе сватат помалите држави во Обединетите нации дека имаат повеќе мок во таа нова организација, тие полека ќе почнат да го повлекуваат своето членство од Обединетите нации, така да ќе останат многу малку, ќе останат тие 5 постојани членки и многу малку мали држави на кои што тие ќе влијаат. Така да сферата на влијание на 5 постојани членки ќе се намали драстично со тој нов меѓународен поредок, што ќе биде по-прифатлив за малите држави. Да зборуваме или се да се Ја мислам дека помладиве не се толку во текст, дека во втората половина од минатиот век постоеше на таква организација на мали на земјите не им дава моќ. Моќта сепак ја диктира економската моќ и парите. И можеме да видиме 136 земји, зашто ќе спаѓа и Македонија, а да не видиме влијателни. Тука е клучот со уште само нешто мала дигресија да направам, сето ова е важно што го споменавме вечер, што задира и во Македонија како држава и членка на Обединетите нации, но мене нешто друго по-конкретно ме интересира. Проблемот со името кој што е издигнат на тоа ниво, да речеме, во Обединетите нации. И од тој аспект ме интересира дали вие лично, бидејќи бевте и генерален конзул еден подолг период во Њујорк, дали имавте можност да се сретнете, рековте дека и не рековте него точно дека Обединетите нации се организација која што треба по дефолт да го штити правни